Почитувани, добар ден. Денеска се наоѓаме во истражниот затвор Скопје, познат во јавноста како затвор Шутка. Низ портите на овој затвор, како притвореници, влегоа многу познати личности, многу разузнавачи, двајца шефови на Управата за безбедност и контраразузнавање, истрадни ликови, поранешни министри и функционери од ВМРО ДПМН, бизнисмени, како и специјалната обвинителка Катица Јанева. За условите во затворот и притворот зборуваме со директорот на оваа установа, господинот Есад Рахич. Господине Рахич, зад решетки се наоѓа шефицата на обвинителството, специјалната обвинителка Катица Јанева, која што е осомничена во предметот рекет. Каков третман добива таа во женското оделение? Господја Катица Јанева се наоѓа зад притворските решетки. Затворски решетки се нешто друго. Таа не е во женско оделение, таа е во еден посебен оддел каде што според безбедносна проценка на затворската управа, таа има третман во насока на ова што вие го кажувате. Од безбедносен, здравствен и од секаков аспект. Што значи тоа? Дали е таа сама во ќелија? Во принцип, ниедно притворено лице не е само. Секојаш мора да има еден. Меѓутоа, со оглед на тоа дека станува збор за личност која била специјален јавен обвинител од посебен општествен интерес, бидејќи тоа така брзо направено, ние сметавме дека во еден од временски одреден период треба да направиме комплетна проценка, нели, безбедност, здравствена и слични, да биде господјата сместена на адекватно место. Затоа што ние не знаеме, помеѓу ако ја сместиме, ние сме малце ограничени со тие смештени капацитети, ние имаме се на се 3 оделенија и за жал после подолго време првпат во историјата на притворот и на затворот се случува да имаме негде околу 18 или 20 жени. Највеќе имало 3-4. И тоа се поголеми одаи, да не речам ќелии, во кои што има по 4, 5, 6 жени. Знаете, малце е незгодно, има разни профили на жени внатре. Имате женски лица судени за убиство, имате за изнуда, имате за... И, знаете, малце тешко е да ја вклопите еден таков профил како господја Јанева меѓу тие лица. Али ние се вршиме нашата работа така да таа е сместена на најдобар начин на кој што може да го сториме. Може ли да откриете кој се е сместен во хашките оделенија? Таму, знаете, вие прашувате, препоставам за вие вип личности. Таму во моментот, сега ќе ви кажам од 20 притвореници колку ги има, еден или двајца се вип. Имате одаи во кои што се сместени тројца луѓе кои што представа нема кој еден. Тоа воопште не е заради вип, тоа се работи за одредени проценки. Господин Рахич, вашиот претходник си поднесе оставка поради тепачката меѓу поранешните министри Милеана Киевски и Спиро Ристовски со дел осудени кои што одлежуваат затворска казна во овој затвор. Дали вие сега може да гарантирате безбедноста на сите притворени и осудени? Откако додов подоцна, следејќи ја работа, господинот Котевски премне коректно се вршил работата. Мислам дека тука е сплет на несреќни околности, да не кажам еден збор сетап на класична местенка, изрежирано за да се случи тоа, за да тие што учествувате пачката дел од нив искочат надвор. Што точно преземавте за да ја гарантирате безбедноста нивна? Па токму на кога зборуваме тие безбедносни проценки на управата од кој тип да речеме да бидат во кои одаи заедно. Значи, отприлика, кога доаѓаат тие го брзо ги носат, ние правиме, сепак доаѓаат со одредена документација, правиме на брза проценка и ги ставаме во простори каде што отприлика се горе-доле компатабилни. Заради безбедност, донесено по тој инцидент, предходниот директор на оваа управа, господинот Котевски, има донесена наредба каде што сега само една ода или ќелија оди во прошетка. И затоа им е намален, за жал е намален периодот на прошетка. Се шетат пократко. Неодамна се појави фотографија во медиумите од осомничениот Бојан Јовановски во предметот рекет. Претходно имаше фотографија објавена за поранешниот министер Митко Чавков. Што преземате за да не се повтори вакво нешто? Па знаете, многу е тешко да се
контролира нешто што е ендемско. Има, како и секаде, една одредена мала група на корумпирани луѓе кои што работат тука и кои што на разни начини се снаоѓаат и успеваат да бутнат по некој телефон. Ние вршиме редовна контрола, подземаме дел од тие телефонски апарати и тие што ги кои што се наоѓаат се санкционирани. Во моментот се води постапка против еден затворски чувар, се извинав, има дадено изјави од претворено лице каде што тој земал пари, а не испорачал ни телефон, ни вратил парите и ние ги информиравме надлежните органи за тоа лице за да биде санкционирано. Тоа е обид, да речеме, од оваа управа, да нешто за што сметам лично дека е аномалија, ќе се обидеме да ја исправиме. Колку чини нелегално да се набави телефон во затвор? Зависи од корисникот на телефонот, колку му треба, кој е корисникот и каков телефон. 200 па и повеќе, и помалце. Колку сте запленили телефони вие во... Па минатава недела мислам дека негде околу 10-15 запленивме. Токму после таа слика, после таа снимка, кај што се појави господинот Ивановски, имавме контрола во тие простории. Таму фативме 3 телефони, еден избега, тој што е, мислам, не е битно, али тој го знае, тој е фатен. И тоа лице кое што беше веќе искочено и беше во полуслободнички додел, го трансфериравме повторно во затворено во Куманово. Во последниот извештај од Комитетот за превенција на тортура на Советот на Европа се детално опишувани обвинувања за корупција меѓу затворските службеници. Од информации дека за 2000 евра може да се купи место во подобра келија, од тоа дека за 400 евра може да се добие дополнителна домашна посета. Како вие се справувате како управа со корупцијата во затворот? Добро, мислите вие дека тоа во Европа го нема? Веројатно на некој пониско и покултурно ниво. Иначе, веројатно може да е така, меѓутоа, јас во рамките на јас сум се на 2 месеци. Во институција каде што во последните 11 години се примани по разни основни, само не по професионални. Примани се по Рампуен, по Ваков или така, дали им разбирате, луѓе кои што по ниеден основ не би требало да бидат дел од оваа структура политичка. И сега, благодарение на разбирањето на Управата за земни санкции, Министерството за правда и владата, ние ќе вршиме прием на 11 нови полицајци и во разговор со првите луѓе на државата имам ведување дека покрај другиот материјални оддел каде што ќе се подобри и платата, ќе се големи платата на затворските полицајци, која што е катастрофално ниска, за 40 до 60% е пониска него на редовната полиција. Значи, полицаец затворски кој што е изложен на исти ризик као полицаец кој што е на улицата, има плата, ако има 30.000 денари, има 20 на 22.000 денари, со искуство и со се. Мислите дека така уствари ќе ја спречите корупцијата? Па видите, ако имате вработени луѓе посветени на работата, кои што знаат што е нивна обврска, што е право, тој е првиот дел, нели, доброволно, вториот е со санкционирање. А ако ви кажав дека претходниот, ви го спомнав тој случај, биде санкциониран, тоа е злоупотреба на службена должност. Знаете што значи тоа? Тоа значи дека само именувате униформата, станувате внатре, ама одместо давател на услуги, станувате корисник на услуги. Според буџетот за реновирање на сите затвори во Македонија е предвидено 1 милион евра, што се малку пари за толку многу институции. Планирате да парате повеќе пари? Што ќе оди сега идеме во ребалансот со нова ставка, ние побаравме, еве еден пример, ние побаравме котел на газ. И се дали тој котел владата ги даде ли ќе ни го одобри, да речеме, спонзорот, донаторот, нас многу ни значи. Ако тој котел кој што чини 20-30.000 евра, нели, овакво го добиеме како донација, тие 20-30.000 ќе може да ги пренамениме да купиме, да речеме, униформи за затворската полиција. Значи, знаете што, за жал, тоа не е, оваа влада наследи многу проблеми. Ја може да кажам дека и другата наследила таа претходната што била, меѓутоа за 11 години вие не сте решили ниту еден проблем. Вие не сте заковале шајка. И сега вие некога да обвинувате за нечовечки, нехумани услови, јас се надам дека оваа влада и било која друга влада ќе почне малце поинаку да размислува. Знаете, вие ме прашувате што ќе направам. 30 години ништо не е правено. Што очекувате вие
Јас да направам за 2 месеца. Вие кога се нафативте за оваа функција, знаевте каде доаѓате, знаевте каква е состојбата во многу домашни меѓународни извештаи со години опишуване како недостојна. Ако демашки се нафатив, ја можев како некој да кажам имав друга позиција. Ја не поднесов оставка како некои луѓе затоа што не станале министри, биле заменици, им било ветено. Знаете, големината на еден човек се гледа да застанеш позади човекот кој ти дал доверба кога му е тешко. Ви благодарам за разговорот. И благодарам на интересот. Вам, почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.